Почитувани гости, добро вечер. Моето име е Елита Насковска, новинар и водител во Македонската телевизија. Ве гледам повеќето од вас познати ликови кои што се долго години на оваа манифестација, ве доживувам како семејство, како една голема фамилија и затоа ми е драго да кажам на оние кои што можеби првпат се вечерва тука, дека нашите манифестации никогаш не започнуваат со вообичајното добро вечер и само едно стерилно добре дојде, туку секој настан е посебно доживување, уживање, патување. И ќе ми дозволите на почетокот да бидам оваа година малку повеќе романтична, токму заради сите вечерашни лауреатки. Верувајте, во влегувањето нивно овде ја исполнија целата просторија со една необична или невообичаена харизма, со една топлина, со насмевка, со восхит, па си реков, Боже, овие дами, освен што се толку позитивни, успешни, креативни, храбри, тие се и толку убави, што би можеле да бидат на било кој моден настан или некој магазин на насловната страница, како фотомодели. За мене вистинска инспирација да направам една нивна посвета, поема за нив, поврзана и со годинашната тема. Но ќе се потсетам само уште еднаш на минатогодишните настани, каде што во неколку наврати сум рекла, жената е океан и нејзе е невозможно да ја сместите во чаша. Жената е вистинско чудо, бидејќи единствено таа може и умее самата во себе да создаде чудо. И сега ќе продолжам. Вечерва влегуваме во албумот од моќни, убави, силни жени, жени кои што решиле и веќе успеале да го менуваат светот. И се повеќе сваќам дека сте реална приказна, голема мечта, сон на секоја млада девојка да биде како вас, на секој родител, мајка и татко, да одгледа ќерка како вас, да биде сопруга, мајка, пријателка, соработничка. Вечерва со полна посветеност, еве почнувам да раскажувам. Голема е моќта сеховите да се прошепотат во школка. Во неа да се изнедри седев, сред пенлив морски бран, а шепотот тивок, потикот не може да биде да го слушне само школката. Тогаш морето се смее, заради богатствата на кралевите кои што спијат на дното, заради треперењето на едрата кои се борат со бура, заради патувањето без куфери, туку ни сеќавања, заради товарени зачини од Индија, Кина, кои мирисаат на цимет, јасмин, лаванда, кардамон, а најмногу мирисаат на влюбена жена. Жената е надојдено зрело грозје, сладок пелен, млечна ноќ со растопено сребро што влече до хоризонтот. Живее во бранот и песната, затоа што кога сите заминуваат, морето останува сама, а таа со него во мислите. Пауза без чувство на вина, боси нозе, завалена на мека перница, велејки, еве, конечно, светот е мој. Ете, мои дами, ова е само една мала посвета за сите вас оваа вечер, пред да се закитите за заслужените ловорики, за сите појдовни реализирани чекори. Овој романтичен вовед го заокружуваме со прекрасна музика и едно музичко патување на едно од многите есенцијални дела на англискиот композитор Едвард Едгар со наслов Поздрав на љубовта. На виолончело ќе настапи Ада Богоевска во придружба на клавинола Марија Богоевска. Ада оваа година се закити со Гран При на надпреварот за млади музичари во Атланта, а на 31 август настапува во Њујорк.
Почитувани дами и господа, почитувана господја Никица Мојсовска-Блажески, почитувани жени менаџери, почитувани гости од регионот, ми представува огромна чест и задоволство да го отворам 29-тото издание на манифестацијата Избор на најуспешни жени менаџери од земјава и од регионот. Остануваме посветени на мисијата да бидеме поддршка на жената во градење на кариерата. Жените во нашето општество с многу процеси поминуваат и успеваат да го задржат своето кормило на успеси и верувам дека низ сите овие години низ кои што работевме, успеавме да бидеме еден стожер и еден пример за успешноста на жената и оваа манифестација која безмалку обстојува 3 децении представува поттик, поддршка и промоција на успешноста на жената во делот на лидерството, на менаџерството и во делот на претприемништвото. Морам да кажам дека направени се многу исчекори, направен е голем напредок, меѓутоа сепак останува еден фактор дека ние како општество немаме доволно жени во раководната сфера. Тоа го потврдуваат и официјалните бројки. Само нешто повеќе од 20% од жените се на раководни позиции, а во делот на претприемништвото имаме само нешто повеќе од 4% жени претприемачки. На што се должи оваа состојба? Кои се факторите? Која е алката која недостасува? Се смета дека тоа може да биде недостатокот на храброст, може да бидат ненадминатите стереотипи или пак едноставно жените самите се повлекуваат заради бројните семејни обврски, особено во делот на мајчинството. Секако дека се трудиме да ги надминеме овие фактори и дека секој од свој аспект успева на некој начин. Она што агенција Марили го прави целиот овој период безмалку 3 децении е дека доделува награда на оние најхрабрите, најупорните, најистрајните, најодважните жени кои што грабат напред и успеваат да ја градат таа своја лидерска позиција во кариерата. За овие жени постојат нашите награди, тоа е статуетката Жена водилка, која што ја создаде и го даде незиното име академскиот вајар Никола Смилков. Таа представува фигура на жена со крената рака која држи факел и го осветлува патот за сите оние други жени кои што треба да бидат охрабрени, за младите генерации на образовани жени, но и за сите други млади луѓе за кои што мора многу повеќе да направиме за да ги убедиме дека и овде на овие простори може да се градат успешни бизнис приказни за да не ги губиме и да не ни заменуваат од државата. Вечерашните наши лауреатки се нашите жени водилки. Тие се прекрасни личности, јас ја имав честа и можноста да заедно со мојот тим соработувам во овој период со нив, да ги запознам и верувам таа наша инспирација ја пренесовме низ видеоприказните кои ќе ги видите вечерва. Сакам да кажам дека тие се избирани како и досега од успешни приватни компании, од различни области и дејности, од целата држава и од регионот. Секогаш се почитува личната согласност на менаџерките да бидат дел од овој избор и она што е многу важно, тие речиси секогаш ни се препорачани или пак ние сме ги запознале преку нашите проекти. Навистина е чест и задоволство да се обратам вечерва на овој настан кој што според мене слави лидерство, слави визија, истрајност и токму олицетворени во изворени жени кои што вечерва ќе бидат и наградени. Оваа манифестација е повеќе од свеченост, многу повеќе од свеченост, можност да ги истакнеме и да ги исткаеме приказните на успешните жени, кои што ги менуваат индустриите, го менуваат бизнисот, го менуваат општеството, ги менуваат заедниците и се надевам ги менуваат и идните генерации во Македонија и во Западен Балкан. Меѓутоа, додека го славиме овој индивидуален успех, мора да ја признаеме и пошироката реалност. Патот до лидерството за жените во нашиот регион се уште е стрмен и исполнет со пречки. Дами и господа, да ја поздравиме Анита Атанасовска, генерален менаџер Superior Lux Skopje. Честитки, Анита, повели да се обратиш?
Добро вечер на сите. Благодарам за прекрасната најава. Благодарам и на Лидија Трипуновска, на Марили агенцијата. Секако ова е, малку имам трема, ова е моја прва награда, да кажам, но многу значајна. Ете, така се охрабрив пред неколку години да основам своја компанија, да превземам еден чекор и навистина ова е еден голем успех, значаен за мене, бидејќи од секогаш сакам да победувам и ете како бивши спортиста, како што ме најави Ели, може би не е случајно што денеска сум прва, од секогаш ја сакав победата и да бидам прва во многу нешта и не случајно може би го отварам денеска како прво наградена и секако да се заблагодарам исто така и на мојата фамилија, на моите два сина, кои што безрезервно ме поддржаа во одлуката да основам компанија. Не знам, благодарам, честитки на останатите учеснички и навистина сте сите прекрасни и ви посакувам понатамошен успех како до сега, така и со некои нови предизвици, нови цели и да сонувате големо. Ви благодарам уште еднаш. Стефка Василева, генерален менаџер ПЗУ, доктор Александар и доктор Методи Белушкови Радовиш. Добро вечер на сите. Не знам, возбудена сум од оваа прекрасна најава. Пред се сакам да се заблагодарам на Лидија и на целиот нејзин тим, кој што ми ја укажа ова чест да бидам дел од тимот на Марили. Многу сум возбудена. Мислев дека ќе немам трема, бидејќи на настап кога сум си игра орната, тогаш имам друга, ова е некоја друга трема, така да нема да ми замерите. Сиве овие 29 години успешно пловиме во медицинските води, стоиме на располагање на многу наши пациенти, задоволни пациенти, бидејќи работиме, како што рековте, и на хуманата и најдобрата работа на овој свет. Пред се сакам да кажам огромна благодарност до мојата фамилија, до моите кога стојат зад мене, се гордеат на моите успеси, се радуваат со мене. Исто така сакам да се заблагодарам на моите тимови, кои што овие години се минуваа, но сепак останаа доследни до мене. Се бориме во една мала средина, ние сме мало место во кое што стварно борбата да се опстане и да се работи работата која што ја сакаме е многу напорна. Ви благодарам на сите од срце, благодарам на Лидија, на Марили, на целата организација, се радувам што сум ден. И посакувам успех на сите други. Благодарам. Да ја поздравиме магистер Дафинка Ивановска, извршен менаџер и Рубинов директор во Тијанде Revitol Cosmetics Скопје. Почитувани, добро вечер. Не знам како прво да почнам. Значи, оваа сала исполнета со убави личности, со енергија. Ние од Сабеле сме тука. Знаете ли каков интелект тука помина? Каква интелигенција? Какви убави луѓе? Меѓутоа, знаете кој е виновник за тоа? Да не беше Марили агенцијата и господја Лидија Трипуновска, ние немаше да бидеме тука. Сакам бескрајно да ја бидам благодарна што постои, што може да препознае успешност, напредност,
лидерство, исклучителни дами и жени кои што заслужуваат восхит и почит. Меѓутоа, благодарна сум и на мојата модна креаторка, Ристевска, Антонија, која што еден ден ми рече, вика, Дафинка, зошто вика ти не се ти си моќна жена, зошто вика да не бидеш меѓу најуспешните жени? Антонија, што зборуваш, викам? Јас тоа никогаш не сум го помислувала, ниту сум го посакувала, меѓутоа не сум го помислувала. Не, јас, значи, те предлагам за да бидеш ти меѓу успешните жени. И викам, си се насмеав, ми дојде многу убаво, нели? Тоа е сепак престиж. Исто така, на неа сум и благодарна, меѓутоа, сепак, семејството, моите деца, мојот сопруг, моите внуци, меѓу кои што најголемиот тука е Марко и сакам да го поздравиме сите. Ми даваат голема поддршка, ме направиле тоа што сум без нив, без нивната поддршка е љубов, внимание, па и трпение, можеби некогаш, затоа што ние жените сакаме се да ни биде убаво, се да ни биде средено и сакаме се да биде под еден конец. Меѓутоа, не сме само ние овде, ние сме сега избрани. Меѓутоа, јас имам еден предлог, така што сите кога ќе си отидеме дома и убаво да си размислиме за нашите пријателки, роднини, кои што го заслужуваат ова место и ниво кое што сме и ние денес, за да можеме да си го прошириме семејството. Јас овдека ве осеќам сега како семејство, оваа енергија, оваа восхитеност, убави дами, поддршка од сите нас. Значи, тоа е една голема морална сатисфакција, која што уште повеќе ќе не бодри, ќе не води напред и ние мораме, значи, оваа улога што ја имаме да докажеме дека сме уште поспособни. Ви благодарам на сите. Да ја поздравиме доктор Оливера Клинчарова, председател на одбор директори Делта Инс, Брокер АД Скопје. Прво ви благодарам на можноста да бидам овде и да се видам, а одамна се немам видено со луѓе што и со посебно со жени што сум ги сретнала низ мојот животен пат. Повеќето се тука и многу ми е мило за тоа. Се надевам дека се сложувате со мојата премиса дека сите заедно како општество треба ние да бидеме успешни, затоа што од нас зависи еднината на оваа држава и се надевам дека сите би можеле, нели, со нашиот мал ангажман, како дома, така и надвор, да придонесеме за сето ова. Инаку, постојаното учење е многу битна работа и навистина би сакала, значи, сите, ако може, нели, посебно да се истакнеме во тој дел, за да можеме да ги следиме новите трендови и новите политики и допрва да бидеме компатибилни со општеството што доаѓа. Ви благодарам. Доктор Даниела Михајловска, генерален менеджер Diamond Dental и Естетик Центар Скопје и гостевар. Почитувани дани, чест и одговорност да се стои пред вас со ова признание. Да се биде жена во медицината е предизвик, да се биде лидер е голема одговорност. Да се биде препознаена е чест што допира до самото срце.
Се вложив да создадам убавина и доверба. Жена менаџер е повеќе од чест, тоа е доказ дека гласот на жената е исполнет со знаење, со страст и интегритет, има може да трансформира системи, тимови и нормално иднината понатака. Искрено голема почит до агенцијата Марили и госпоѓа Лидија, за тоа што препозна сила што тивко, но истрајно растеше. Ова титула е доказ дека не постојат граници кога ќе корев со срце и со ум. Треба да стоиме цврсто во својата вистина. Во светот на стоматологијата и менеджментот научив дека лидерството не значи да бидеш прв, туку да бидеш тој што го отвара патот за другите. Вистинскиот лидер не создава следбеници, туку создава други лидери. Ако барем една жена, една девојка, една млада професионалка вечерва се инспирира да верува во себе и да ги следи своите соништа, тогаш ова признание добива уште поголема вредност. Секоја одлука, секој пациент, секој ден ме учат дека успехот не е титула, туку последица на посветеноста. Лидерството е одлука да бидеш подобар секој ден. Успехот не ме дефинира, моите дела го прават тоа. Му благодарам на моето семејство, на мојот тим, на сите што веруваат во мене. Ви благодарам од се срце за ова чест. Ова не е крај, ова е следен нов почеток. Еве го нашиот капетан Елена Лотевска-Наумовска, генерален менаџер, Брод Армада Охрид. Од срце благодарам, навистина ова е голема чест и признание, да се биде препознаен и вреднуван, но ова значи и една голема обврска за понатаму. Оваа награда не е само моја, ова е резултат на еден заеднички труд, поддршка од моето семејство, мојот тим, моите соработници, и ова ќе биде уште една поголема инспирација да продолжам понатаму со уште поголеми предизвици, посветеност и успеси. Ви благодарам. Доктор Маја Петановска, бренд менаџер и пособственик, ДПТУ, Дирма естетика, ДО Скопје. Добро вечер на сите. Ви благодарам што сите тука вечерва поддржуваме една иста кауза. Значи, жени, менаџери, убави, способни, полни со себе. Меѓутоа, малку да ве вратам наназад, нели, во мојата приказна. Јас ја познавам господја Лидија уште од дете. Значи, не сум јас толку многу млада ни стара, меѓутоа, она толку многу стрпливо сите овие години си чекаше да јас од едно обично дете си станам менаџер. И така, во сите овие години, мислам дека она внимателно следеше кој што прави и како прави, и ние на каде се развиваме. И така во еден неврзан разговор вели, јас мислам дека ти е време да бидеш жена, успешен менаџер. Јас викам, како? Јас сум толку многу возбудена и толку многу сакам да сум невидлива, меѓутоа мислам дека целата оваа приказна потекнува од тоа дека сите ние сакаме да постигнеме и да оставиме некаков печат, да направиме да се чувствуваат сите околу нас убаво, да бидеме ние посветени на нашата работа. И сепак, мислам дека сите жени менаџери, кога почнувале, никој не се гледал себе си со една ваква награда во рацете или со некакво признание дека се успешни жена менаџери. Ви благодарам на сите, честитки до сите и навистина верувам дека оваа успешна приказна на Лидија ќе инспирира многу други млади девојки да застанат на моево место. Ви благодарам.
Ирина Миновска-Пекливанова, стратешки менеджер, Автомотор Союз на Македонија, познат АМСМ. Добро вечер на сите. Јас би се надоврзала на нешто што Ники се го кажа на почетокот. Тоа е дека во светот, кога се прави споредба помеѓу успешноста на мажите и жените, сметам дека луѓето се многу покритички настроени, затоа што дефиниција за еден успешен маж најчесто е доволно само добро да заработува. Кога станува збор за успешна жена, покрај тоа на каква позиција е и дали добро заработува, дали успешна во бизнисот, следното прашање па каква мајка е она, дали е добра домакинка, дали е добра сопруга и така натака. Од друга страна, статистички гледано, кога станува збор за повисоките менаџерски позиции, докажано е дека жените се подобри менаџери затоа што се поемпатични и посистематични. Така да би сакала, значи ова да го искористам и да се заблагодарам на Лидија за организација на овој настан кој што ја валоризира успешноста на жените во Македонија во сферата на бизнисот. Исто така би се заблагодарила на моето семејство, на моите родители, без кои што не би била тука каде што сум, и нормално на сопругот, јас како мајка на 2 помали деца, доколку ја немам неговата поддршка, да ги почува децата додека јас останам на работа, додека треба да одам на вежбање, да имам уште едно предавање, мислам дека без него баш би било многу потешко или скоро невозможно. Благодарам. Да ја поздравиме Арзијана Фези, менаџер на правни работи, Рамазоти Фуд Гостивар. Добро вечер, почитувани. Вистина ви благодарам за ова признание, господја Лидија, незиниот тим, Марили агенција. Рамазоти Фуд е нова компанија во Македонија. Ние во пазар сме скоро 6 години. Ова година, освен К-маркетите, ќе не најдете и во Стокомак и во Веромаркетите. Значи, овој успех не е само мој, туку е резултат и од мојот сопруг, Неим Фейзи. Кој е тука, значи тој е роден во Рим и после 30 години се врати тука, веруваше во ова земја и значи сакаше да инвестира тука. Затоа и благодарам што секогаш е моја поддршка. Исто така сакам да ја заблагодарувам моето семејство, мојот тим, мојата менаџерка Белкиза, која секогаш верувала во нашата визија, и исто така моите деца. Сакам значи да бидам добар пример за нив. Тие се мојата мотивација, инспирација за да одам напред. Ви благодарам. Да ја поздравиме Јанинка Чупарковска, генерален менаџер Кожухчанка ДО Кавадарци. Добро вечер на сите. Почитувани, длабоко сум благодарна и искрено почестена што вечерва ја добив ова плакета како дел од најуспешните жени менаџерки за 2025 година. Ова признание не е само мое, тоа е резултат на 3 децении
работа, посветеност и една тимска енергија во компанијата Кожувчанка. Бескрајна благодарност до моето семејство, посебно до мојот брат, кој што ми дава поддршка и целосна доверба, до моите деца, до сите членови на семејството. Горда сум што водам тим на посветени луѓе, кои ми даваат поттик за понатаму да може да продолжам за посилно лидерство. И секако голема благодарност до агенцијата Марели, до прекрасната организација, до госпоѓа Лидија, која што им дава глас на најуспешните компании во целиот регион, а на сите од срце им честитам, на сите добитнички на наградите и нека биде ова едно признание кое што ќе биде мотивација за секоја жена да може успешно да чекори по патот и храбро. И ви посакувам многу здравје на сите. Продолжете така, вие сте сите прекрасни дами вечерва. Ви благодарам. Професор доктор Јана Манева, Чуповка, визуелен уметник, председател на ДЛУМ, но пред да се обрати, должност ми е да кажам дека по повод Денот на Европа, на нејзина иницијатива, ДЛУМ и дел од Европската Унија организираа изложба за нерасцутената пролет на прерано згаснатите животи во Кочани. Колекција од македонски дела и автори во хумана цел за Кочани. Добро вечер од мене. Навистина ми е драго што вечерва сум тука во прекрасно друштво на жени кои што навистина си ја знаат својата работа. Бидејќи говориме за нас, би сакала најнапред како што е редот да се заблагодарам пред се на мојот драг колега Николас Милков кој што вечерва е тука. Ова би рекла скулптура која што значи награда за сите нас, е член на управниот одбор на Друштвото на ликовни уметници на Македонија. Никола, благодарам за препораката која што ме поврза со госпоѓа Лидија, да денес застанам пред вас и говорам за тоа што сум јас. Доста често од претходните говорнички слушнав за образованието, само ќе ви кажам дека има голема надеж. Работам секојдневно со студенти кои што апсолутно си ја знаат својата работа, многу се амбициозни, сакаат да успеат. Тоа што им давам совет е да почекаат малку полека со чекорите, бидејќи не сметам дека до сериозен и професионален труд тоа може да се создаде преку ноќ. Тоа е можеби една мала негативна карактеристика за новите генерации кои што сметат дека можат преку Инстаграм да станат успешни жени. Друштвото на ликовни уметници на Македонија е национално здружение. Целата уметничка колективна ликовна меморија се содржи во 80 години постоење на Друштвото на ликовни уметници на Македонија. До година ќе славиме голем јубилеј, токму јубилеј, и со гордост ќе ги споменам жените кои што биле дел од ЛУМ, кои што твореле најмногу во првата половина на 20 век. Ќе ја спомнеме Борка Аврамовска, тука имаме гости од Хрватска која што завршила ликовна академија во Загреб, која што почина во Загреб. Ќе ја спомнеме Елена Стефановска, кои што се прекрасни жени уметнички, кои што навистина дадоа голем инпут за развивање на современата ликовна уметност. Ќе ја спомнам Ана Темкова, која што е апсолутно значајно име и е членка, горди сме на нејзиното име. Горди сме на Анета Светиева, која што во среда ве поканува во Националната галерија. Има ретроспективна изложба на Анета Светиева и многу други млади жени од средната и младата генерација. Ќе ја споменам председателката моментална на Уметничкиот совет на ДЛУМ, професор доктор Маја Раони Кирков, која што е моја десна рака. И ќе кажам само еден апел, бидејќи тука се претежно луѓе од бизнис секторот, купувајте уметноста. Мислам дека тоа е нешто што недостасува генерално, зборувам за квалитетна уметност.
поддржете ги уметниците со тоа што ќе купувате нивни дела. Ви благодарам и се надевам дека ќе се сретнеме на некоја изложба. Секој добро. Магистар Барбара Оленек Станичич, директор на сектора за човечки ресурси, Јадран, Цриквеница, Хрватска. Bilo je ovo jako dugo, pa ću onda ja skratiti. Zaista moram reći da mi je bilo puno lakše popodne pričati, jer ipak sad je puno to više emotivnije i sad napokon znam kako se osjećaju oni kada dobivaju Oskara. Nije lako ovako stati nakon ovakve najave, reći onako nešto pametno, ali iskoristit ću priliku, zahvalit ću se gospođo Lidija prvenstveno vama, što ste mi dali taj osjećaj da zaista mogu sve, da evo sad bi mogla poletjeti valjda iz ove dvorane. Hvala vam na gostoprimstvu, hvala vam što ste nam učinili ovih 2 dana zaista prekrasnim. Zahvaljujem, naravno, iako nisu ovdje sa nama, moje obitelji, suprugu i sinu, mojim roditeljima. Znate koliko je teško biti i majka i poslovna žena i koliko je bitno sve to balansirati. Hvala mojoj Gordani, hvala mojim kružicama i ovo je u stvari dokaz da se i trud i odricanje i požrtvovnost zaista isplate, a ovo je nagrada koja jako obvezuje i nadam se da će opravdati vaše očekivanja. Hvala vam još jednom. Да поздравиме Слободанка Цока-Стевич, генерален менеджер Трговска агенција Кондор, ТИС, Лозница и Белград, Србија. Dobro večer. Svaka nagrada ima svoju dragocenost. Ova nagrada ima posebnu emociju za mene, zato što je večeras ovde kod vas u Makedoniji. Lepo je kad neko prepozna vaš trud, rad, uspeh i to nagradi. Ja želim da se zahvalim agenciji Marili i gospođi Lidiji na gostoprimstvu, na divnoj organizaciji i najviše na čemu da želim da se zahvalim, to je upravo na tome o čemu pričamo kad je reč o turizmu, što ja ovog momenta sam razvila emociju, nosim me sa sobom i želim ponovo da se vratim. I hvala svim divnim ljudima koji me inspirišu. Инаку Ева е 4-та година на Факултетот за музичка уметност со бројни награди во Македонија, Хрватска, Австрија, дебитираше во Господја музета од операта La Bohème во Италија од композиторот Giacomo Puccini. Ке уживаме. Благодарам. Прво сакам да честитам на сите добитнички кои што се вечерва преубави жени, преуспешни. Да се заблагодарам на госпоѓа Лидија за шансата да настапам на овој прекрасен настап. Вечерва ќе изведам О мио бабино каро, што значи во превод О мој мил татичко, но вечерва нема да изведам како лауреата во операта Джани Скиги, што ќе испеам на малку подруг начин за вас и тоа ќе биде О моја мила публика. Vomito
Ве благодарам уште еднаш, а сега ве поканувам само лауреатките да ојдете до банерите за да направиме една групна фотографија и како што реков на почетокот, немојте да го заборавите споменарот кој што сме го имале од детството. Ова вечерва доживејте го како вистински споменар на убави пораки, на убави слики, на убави приказни и албум за кој што ќе се сеќавате до крајот на животот. Ви благодарам што бевте украс на оваа наша вечер.